Сонцето. Согласно последните податоци, Сонцето во Делчево ќе произведува над 1 киловат на час струја по глава на жител, што го прави Делчево едно од водечките општини за искористување на обновливите извори на енергија. Ова го потврдуваат фактите кои говорат дека во Делчево купно се инсталирани или во фаза на инсталирање се фотоволтаици кои ќе произведуваат енергија од Сонцето од 14.300 киловат. Но производството на енергија од Сонцето се очекува исто така во наредниот период значително се зголеми, бидејќи се најавени нови инвестиции. До општината имаме доставено уште 24 инициативи од правни и физички лица за инсталирање на фотоволтаици. Искуството на Делчево од придобивките од инвестициите во обновливите извори на енергија, кои имаат голем потенцијал да ја намалат енергетската сиромаштија, да ги намалат сметките за електрична енергија и да ја заштитат животната средина, како и предизвиците на Делчево во наредниот период беа презентирани на МЕФ енергетскиот форум 2023, кој се одржа во Скопје, а на кој присуствува голем број високи владени представници од земјата и регионот, амбасадори, представници од регионални организации, фондации и стручни експерти. Во Делчево на 4 јавни објекти имаме поставено фотоволтаични централи. Општинската зграда, двете основни училишта и средното општинско училиште Методи Милевски Лицо. Продолжуваме со инсталација на енергетско ефикасни LED светили. Градскиот парк во Делчево ќе добие енергетски ефикасно осветлување, со што Централното градско подрачје на општина Делчево, но ќе се бележи и значителна заштита со самите нив, како за потрошената електрична енергија, така и заштита за одржување. Како општина ги користиме можностите за инвестиции во енергетската ефикасност. Реализацијата на овој проект не само што ќе промени сликата на градскиот парк и ќе добиеме енергетски ефикасно осветлување, туку и ќе значи и продолжување на досегашните проекти кои ги работевме со цел јавното осветлување да биде енергетски ефикасно, при што имаме поставено над 1000 LED диодни светлки во Делчево и околните населени места на селото. Со енергетската ефикасност штедиме енергија, но значително се влијае кон заштитата на животната средина. Инвестираме во образовните институции. Учениците од подрачното училиште Свети Климент Охридски во селото Ракулиште од оваа учебна година учат во современи училници. Реконструкцијата офати адаптација на 3 училници, санитарни јазди, приклучок на канализацијска инфраструктура. Средствата во висина од 1 милион денари се обезбедени преку програмата Ром Актер, фаза промовирање на добро управување и заеднување на ромите на локално ниво од Советот на Европа и од Европската унија. Обезбедивме средства за изработка на техничка документација и изградба на кружни крстосници на 3 локации на булевар Македонија, кои беа препознати како посебно ризични. Првата крстосница е класична 4-кратка крстосница помеѓу Индустријска македонска и булевар Македонија. Втората крстосница е асиметрична сложена крстосница помеѓу улиците Методи Милевски Лицо и булевар Македонија. Третата крстосница е класична 4-крака крстосница, регулирана со хоризонтална и вертикална сигнализација помеѓу улиците Скопска, Методи Милевски Лицо и булевар Македонија. Вредноста на проектот е $30,000, а средствата се обезбедени преку фондов за техничка документација со подршка на UNDP, финансиран од страна на Шведската агенција за меѓународна соработка СИДА и Бирото за регионален развој како $400,000 собствено учество во буџетот на општина Делчево. Во Делчево се постои сообраќајна сигнализација на ново изградени улици и патишта, како и на пофреквентните улици во градот, додека во делови од населби, каде вообичаено има поголема фреквенција на возила и пешаци, се поведоа зони каде задолжителната брзина на движење на возилата се ограничува на 30 км на час. Со оваа активност се поставени 290 сообраќајни знаци и опрема во Делчево. Почитувани, ова се дел од поголемите проекти кои што се реализираа во Делчево или се во фаза на имплементација. Во Делчево во моментов се инвестираат проекти во висина од над 350 милиони денари. Како одговорна општина, посветуваме значајно внимание на сите области од општественото живење и се грижиме службите кои што се во надлежност на општината да функционираат безпрекорно, да имаат соодветни услови и ресурси за работа. Високо на агендата и опременоста на нашата територијална противопожарна единица. Од наши пријатели од Черне, Швајцарија, обезбедивме 2 професионални противопожарни скали за интервенција на високи објекти за потребите на противопожарната единица.
Предходно доброволно противпожарно друштво на Стојанички од град Черномер добивме 2 противпожарни возила, а Делчево беше домаќин и на 9-тиот случај собил на пожарникарство на ниво на држава, кој беше во организација на организацијскиот одбор составен од професионалци и пожарникари, Министерството за внатрешни работи и општина Делчево. Како одговорна локална самоуправа водиме грижа за чиста животна средина и во таа насока изчистени се дивите депонии, со што директно инвестираме во здрава животна средина. Ја чуваме околината и предназуваме за заштита на здравјето на граѓаните. Депонијата за градежен шут, Радова Чука, депонијата во село Град, депонијата под Попов мост, депонијата кај Драготивиште, депонијата кај мостот на улица Индустријска се изчистени и во оваа прилика повторно ќе апелирам до сите граѓани со совесно однесување да не се создаваат диви депонии и со тоа да не ја наградуваат сликата на Делчево, а со самото тоа да го заврзуваат здравјето на сите граѓани. Чистењето на депониите во рамките на ЕУ проектот за затварање на прописни депонии и љубишта во источниот и североисточниот регион, со кој е предвидено затварање на нестандардните дивите депонии во овој регион. Проектот се реализира преку Министерството за животна средина. Ќе се реконструира и градската депонија Оспренска, дека се стават канали за изседок, целосно ќе се огради со цел да се превенира недозволено влегување на луѓе и живот. Ги изчистивме водотеците, едниците и речните корита во градот после повеќе од 20 години. Го реализираме договорот со Пакомак, што треба да значи почеток на селектирање на отпадот во Делчево. За таа цел се дистрибуира во овој период што следи зелени пластични канти за собирање на пет амбалажа, лименки, хартија, зелени пластични контейнери за собирање на стакло, а ќе бидат реализирани кампањи за подигање на јавната свест во врска со целите и придобивки од собирањето и селекцијата на отпадот од пакување. Јавните институции во градот, вклучително и општина Делчево, се ослободи од застарениот и неисправен електронски отпад. Тоа е направено за прв пат, а со цел за спроведување на концептот нула отпад, зачувување на животна средина, создавање што помала количина на овој вид отпад, а и согласно законските одредби. Во основното училиште Свети Климент Охридски се адаптираше потробниот помошен простор наменет за медиатека, библиотека, со што се создадаа услови за едносменско работење на училиштето. Овој проект е финансиран од Министерството за образование и наука и со вредност од околу 4,3 милиони денари. Основното училиште Ванчо Брке во Делчево училиште, кое се запиша во семејството училишта кои што се грижат за сите ученици и создаваат основна инфраструктура и за учениците со посебни потреби. Во ова училиште се изградија тоалети за учениците со посебни потреби. Во рамки на проектот за реконструкција на санитарните јазми во училиште, финансиски подржан од Министерството за образование и наука, се реконструираше водоводната инсталација. Се постави нова санитарна опрема и плочки во сите 12 тоалети во училиштето, а се изградија и овие 2 тоалети за ученици со посебни потреби. Инвестицијата на реконструкцијата е на Министерството за образование и наука, а вредноста е 6.608.000 денари. Воведовме нова социјална мерка, еднократна парична подршка во висина од 10.000 денари за семејства кои ќе згрижат дете без родители или родителска грижа. На тој начин како општина даваме подршка на хуманата мисија на овие семејства. За прв пат во градскиот парк во Делчево беа поставени дрвени купички наменети за угостителско-трговска дејност. Поставувањето на овие новогодишни реквизити го опременуваат градскиот парк и го облекуваат на новогодишно рубо. На тој начин ја збогатуваат новогодишната атмосфера во Делчево. Со оваа активност за збогатување на содржините ќе продолжиме и во наредниот период. Инвестицијата за оваа празнична приказна е на општина Делчево и локалните фирми, додека украсувањето со новогодишни светолки и реквизити на главните улици во градот се врши со постоечките новогодишни украси. Почитувани, продолжуваме понатаму за да оствариме нашата визија Делчево европско со сите нишани и задоволни граѓани. За европско Делчево да градиме и да создаваме услови за подобар квалитет на животот на нашите сограѓани. Зад нас оставаме капитални проекти, кои што ќе сведочат за генерации и генерации за нашата посветена работа. Секогаш треба да наоѓаме добар извор на мотивација, со поставување на одредени цели и планови како да успееме во тоа. Ништо во животот не доаѓа без вложен труд, дисциплина и континуитет. Без тоа ништо не успева.
Победниците се разликуваат од победниците по тие квалитети, проекти, резултати и дела. Работиме посветено за генерации и генерации по нас. Резултатот од нашето работење се капиталните проекти за кои многумина не веруваат дека може Делчево да ги добие. Нека се за многу години и двата празника да мотивираат и да обединуваат уште многу генерации натаму. И благодарам. Благодарам, градоначалник. Денот на ослободувањето на Делчево 7 септември оваа година го посветуваме на солидарноста и хуманоста. Делчево по катастрофалните поплави се роди како град на хуманоста кој ги обедини и владата и армијата на Република Македонија и општините и граѓаните да помогнат за Делчево што поскоро да се врати во нормално живење. Затоа, од името на граѓаните на Делчево и од името на општина Делчево, изразуваме големо благодарам за солидарноста и поддршката во борбата со поплавите на Делчево. По тој повод, градоначалникот Горан Трајковски ќе додели признание и благодарници на сите кои донираат на сметката за донации на општина Делчево и на сите кои први се вклучија во борбата со водената стихија. Го поканувам градоначалникот Трајковски да ги додели признанијата. Го поканувам градоначалникот на општина Македонска Каменица Димчо Аганасовски да го прими признанието. Признание добива и општина Струмица. Представник од општина. Признание за општина Куманово. Признание и за општина Прилеп, градоначалникот Борче Јовчевски.